Хеј, Пандамониум радио шоу број 59. Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Скреч, ова до мене е мојот човек Трајче Кейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. Се приближиме кон крајот, 59-та. Оваа и уште една до крај. И конечно ставаме крај на втора сезона и посилни и подобри во сезона 3. Здравје. Здравје, апсолутно, дефинитивно, брат. Истеравме до овде, all in between онака со се тоа што правевме и на персонален план и на професионален план. Мислам дека многу добро. Мислам дека реакциите од луѓето се поише и поише луѓе не пратат, се поише и поише луѓе како не препознаваат за тоа што го правиме. Мислам дека е многу добро. Мислам дека одличен фидбек. Огромна благодарност. Тоа ќе го оставиме за следна епизода, така? Има време уште една. Ќе се отвориме малце. Таа следната интересно дека пак снимаме у четврток. Некако претходната недела снимавме у четврток оправдано поради концертот на Тајга. Ни требаше еден ден да се аплодира сето тоа на YouTube, онака катастрофа беше 2-3 пати ми се закочи на еднаш на 99%, еднаш на 85%, нешто скроз се багне YouTube-от, а и мене интернетот ме заебаваше. И така некако многу брзо ни дојде после да снимаме вторник, па викаме ќе снимаме у среда, некои лични ствари и еве сега пак дојде четврток, се надам дека денес ќе го имаме подкастот, сигурно ќе го имаме на Spotify, се надам дека ќе го имаме и на YouTube as soon as possible. Yep. И дека ќе може да го гледаат луѓето пред да си го почнат викендот, пред да ќе дојдат за Фест или да си ги прават другите ствари што сакаат да ги прават овој викенд. Кај да сте у кола, на шетња, што и да правите, дома да чилате, рано да се бајле со кафе, што и да е, кога и да не гледате, мило ми е дека не гледате. Ама кој што кажа Дарко, четврток е денес, некако многу брзо стигна неделава и као вторник дој си викаме Дарко, као прерано е сега пак да снимаме. Уште не бевме спремни, уште немавме све isпроцесирано, пошто таа недела ептано онака као фати од кај Тајга и не прекина. Да, точно. Имавме многу убава недела, многу исполнет викенд. И ја и Дарко онака се споивме. Еден од ретките моменти. Кажи ми, како ти беше тебе недела? После Тајга. Се беше супер, го снимивме подкастот за четвртокот, петокот од Сабајле, имаш уште импресии од самиот настан. Требаше да се постираат сликите, да се стават некои видеа, да се ги скомуницира со цела организација. Ја четвртокот имав едно патување кое морав да го направам одма после снимањето, така да беше малце хаотично. У петокот пуштав музика во Кочани, летниот отворен клуб Аква, поминав окей, поминав добро, шараут од цела екипа што беше таму. Ми изненади дека имаше доста помлада екипа и екипа спремна за таа малце понова музика. Така. Иако беше пак комерцијален сет, повеќе реагираа луѓето на нешто малце по-ново, по наводници и по-траперско, за разлика од моите сеќавања како сум си поминувал таму можеби пред короната. Така да шараут од цела екипа од Кочани која беше во петокот. Претходно дејанка има настап исто така во Мистер Блек. Шараут од цела екипа што беше на нивниот настап таму. Мислам дека беше одлично и за промена онака ми дојде добро да спијам у Кочани, да не треба да возам 200-300 километри, 150 километри утре дента, кој што ми е постојано последниот месец дена. И саботата отидов од Кочани директно у Штип. Имав таму договорен настап во Angels Cafe, big up до цела екипа на Angels Cafe, на ниво као секојаш. И тука се деси ствари интересната ствар. Имаше некој муавет на Дискорд дека ќе дојде некоја Дискорд екипа на Штип во сабота. Али зборев и со Боби ме прашува ќе доаѓа ли Трајче, викам не би требало да доаѓа Трајче. Почнам да пуштам музика или беше само што пред да почнам да пуштам музика ми се најавувате вие дека доаѓате. Тоа е тоа, ќе те оставам за ти да ја раскажеш целата приказна за саботата, како се спомена ке Марса на промоција и слично, и како се споивме после да ги раскажеме заедно. Брат, саботата е една од ретките саботи кај што онака може да ја памтам по убави ствари, пошто беше целокупно онака дешавка, преубави ствари се десија. Прво почна уште малце порано, брат, почна од 3 поручак, бев у Амок. Да бе. Нашиот човек Курчо имаше настап во живо заедно со Папак и Јанзу, која што му помага со вокали. Одлично беше, good vibes, одличен сет на Папак. Курчо настапи, буквално на пола дискографија настапи, имаше долг настап, саат и нешто време. Супер беше, малце луѓе се собраа, таман колку што е за Амок радио, некоја пијачка у нас, топ беше, онака топло, малце облачно од таму, заедно со Курчо завршија со сетот све, се собравме некои луѓе, се упативме на кај Окс, Марси имаше таму евент,
конечно правеше онака промо на као listening party и merch drop за неговиот нов проект. И исто таму брат, таму имаше, овде имаше еден вид на луѓе, таму имаше друг вид на луѓе, усмисла како луѓе кои што се знам овде, луѓе кои што се знам овде, онака луѓе кои што ги немам видено оддамна. Имаше такоси од Fat Kitchen, феноменални. Мораше по два да се слупаат. Страшни беа. Ја као скептичен сум на мексичка храна, ама ова беше legit пропер направено, многу добро. Shout out to Fat Kitchen. Од тука, не знам, се видовме со милион луѓе, брат. Тука беше глуми, тука беше. Кажи ми како помина целиот настан, кои се впечатоците, како беше listening партито, каков е мерчот, дали го виде, какви беа реакциите на луѓето, дали имаше добра дружба? Брат, луѓе имаше таман, музиката, shout out to Мана, он беше задолжен за неа. Сетот беше добар, имаше се као буквално од се имаше делови кај што пушташе нешто од Марса. Не беше listening session per se, не беше као цел албум да тече од top to bottom. Имаше на некои моменти каде што се пуштаа песни од новиот проект кои што беа измешани во сетот и мислам дека тоа и беше боле да се види онака како може да влезе во еден таков разновиден сет. Сетот беше онака од трап музика до Штипланта, до Фреди Гибс, до Currency, све имаше внатре, пушати. Мислам дека баш и Мана го прави тако, мислам као Мана ко човек е таков кој што би пуштал таква музика, онака е најразновидна, добра на вајб, убави моменти. Имаше добра екипа, имаше луѓе од Штип кои што беа дојдени со него. Маичките исто така на прво доаѓање одма отидов. Марс имаше резервирано за нас две мајци Big Boys Club и ги купив. Мајците беа топ, мислам вака ги фатив, не ни успеав да ја облечам. Ја оставив за на крај да ја заборавам од тука, да ја не земам, треба да си ја земам. Тоест треба да ги земам и двете, пошто и на Дарко е кај мене. Ама да, мрж жопот ми се свија, брат. Марс напред, каверот позади, black and white, голем принт кој што сакам ја на грб. Многу ми се свија, као зашо не да поддржиш некој човек посебно како ти е другар, брат. Од друга страна, луѓето енергијата беше топ, брат. Мислам дека и као не е толку често да можеш да ги собереш тие луѓе во еден даден момент. И мислам дека тоа е онака добар екскюз да го направиш тоа, као идеш за дружбата, зимаш тагоси, пиеш една пијачка две и тоа е. Шараото кцо за доброто вино и ракија кој што го нудеше таму. Така да мислам дека All Around беше одличен настан, лабаво, добри луѓе, добра музика и сето тоа трансцендентираше за после да се деси тоа што се деси следно. Што се деси? Па не знам таму, ја и ти имавме зборено као да дојдам у Штип, да се помислам, пошто ја имам луѓе у Штип, кои што исто така ги немам видено многу оддамна и као не знам, стана муабет, ама никад не беше ништо сериозно. Манато овде беше го прашав као имате ли кола? Они беа фул, се најдоа други луѓе кои што имаат уште една кола и фактички на крај дојдовме 3 коли дојдовме за Штип. Тоа беше ненормално. Се собраа на крај кратко интермецо кај мене до дома, 2 коли и се пуштивме на кај Штип за да стигнеме, не знам, колку беше, 11 сипол, 12. Таман, 11 така. 12 сипол, мислам. Да, тоест 12 изгледа од прилика беше. Некој 2-3 пијачки у Angels, ти заврши, се упадевме кон клик, брат. Топ. DJ Hector. Добро, како си помина? Топ, брат, поише беше за дружба. Целата екипа беше таму, да. Тоа ти велам као, тоа е момент кој што не знам, онака да го договараш не би се десил, ме разбираш, као тука беа сите што беа од Штип се појавија, направивме добар муабет, алкохол топ беше. Као fun all around, ме разбираш. Да, шарот цела Прилеп екипа, шарот цела Штип екипа, цела Скопје екипа, што дојде некои други луѓе што не очекував во Angels од Скопје и од други градови, онака изненадана страна од нашето поголемо друштво. Yep. И убава вечер, брат. Убава вечер. Ке се памти, утре ден имавме цела и по пат смеење, зезање, патувавме го стававме флекси до Велес, као 3 сати патував од Штип до Реал. Требаше да идам на роден нека кица, отидов конечно, малце закаснив, али онака викаат од кај доаѓаш, брат, кој им раскажав кај се бевме, кај се пројдовме. Тоа е тоа, али брат, тоа е тоа, лето е summer in full effect, буквално почна, брат. Мислам дека тоа кажав и прошли пат со настапот на Тайга со Fusion Festival, некако официјално ми почна летото 2 дена претходно и прв пат се бањав во Охридско езеро и некако баш со почетокот со календарскиот почеток на летото ми почна мене летото и некако сум сега у летен муд. Yes sir. Дфест само ќе го потврди тоа. Само ќе го тоа ќе биде више. Тоа е тоа као влезени сме у летото. Иначе и вчера бев на роден ден кај Ена,
целодневна, после тоа бевме на роенден на Локал 45, 5 години. Big up до цела Локал 45 екипа, честито нека е, љубов до една исто така, се поминавме супер. Летото е тука брат, забава има. Нима и нова музика, тоа е многу интересно, али исто уште една битна работа, мора да спомнеме пред да збориме за новата музика. Мора да го прокоментираме сетот на Kenny Beats, на Boiler Room, еден сет кој мене ми се појави на homepage на YouTube и у прав момент го пуштив брат, онака беше преку ден нешто кафе пиев, го пуштам, гледам дека усади нов сет на Примавера од пред 2-3 недели. И брат, сакам пред да го коментираме сетот, само да кажам дека многу ме инспирираше и на страна тоа што имам направено една по наводници една плейлиста, една поширока плейлиста за летово, посебно за шейк на станите за поголемите фестивали. Земав и направив уште една брат. Кредитот ми се вика Inspired by Kenny Beats. Не ми е скроз готов. Имам уште 2-3 фолдери мои да ги прочепкам и од таму да извадам некои песни. Али впечатокот од целиот сет ми е тоа дека многу ме инспирираше дека може да се направи добра забава и без оние, да речеме, стандардните бенгери, оние веќе стопат the usual suspects бенгери. Ако овде беше комбинација на неколку стилови или подстилови, или како сакаш да ги гледаш, погледнете го сетот на Kenny Beats, на Boiler Room, интересен е, ние ќе го прокоментираме малце, го зборев мислам така и на Discord. Сакам да кажам дека многу ме инспирираше и се надам дека ќе можам да не да го направам тоа на мој начин, бидејќи не ни сакам ни така да звучи, така да изгледа и така да биде, ама се надам дека инспирацијата што извлеков од него ќе ми помогне за летова да поминам добро на настани. Да, ја мислам дека као доколку си диџеј и ако на пример гледаш инспирација, мислам дека единствената инспирација би требало да биде единствената, ама главната инспирација би требало да биде во енергијата која што ја носи околу публиката. И нормално публиката е многу битна за такво нешто. Као таа врска помеѓу публиката и диџеј е многу битна и мислам дека ептен тоа се гледа. Разбирливо, Kenny Beats е, да не кажам легендарен, ама многу голем продуцент кој што исто така има као многу длабоки руц и у EDM и у трап онака сферата. На времето као беа дуо заедно, тој не ни продуцираше уште хип-хоп, се занимаваше стрикно со EDM музика, вадеше онака 2014-2015 вадеше такви брзи затворкање само за ништо друго. Така да таков човек е и затоа знаејќи го Kenny Beats на пример и продукцијата што ја прави и што све слуша, за него иако на пример можеби не е ни диџеј као диџеј сет у смисла поише ако онака нема некои перфектни транзиции, као можеби на пример диџеј кој ти што си кој што ја следи таа перфекција цело време, можеш и да се изнервираш на момент као зашо го прави ова или зашо не, као у смисла да го искритикуваш, пошто знаеш дека можело многу боле, ме разбираш. Ама од друга страна као ги гледаш дека луѓето се премногу забавуваат. Сега нормално сетингот е друг, тука е фестивал, плажа е, Барселона е брат, да. Има значи Kenny Beats настапува на кој знае каков мал стејдж, има го скршија стејджот брат на еден момент, затоа ја прекинаа музиката. Да, има 100-200 луѓе, 300, не е битно колку онака, тоа значи рачунај од цел фестивал што можеби има 50-100,000 посетители, се тие 200-300 луѓе што знаат кој е Kenny Beats, што сакаат да го слушаат и што претпоставам дека слушаат ваков некој стил на музика. Апсолутно. И тоа е многу голема предност. Сетот можеше биде многу боле според мене. Као прво селекцијата е добра, но мислам дека можеше да има многу боле распоред помеѓу себе. За транзициите не сакам да зборам. Не беа добри, имаше некои добри моменти кај што дури и непостоечки. Да, имаше некои добри моменти кај што намерно и без транзиција звучи добро кога ја пушташ на прва песната, дека он ја мести баш точно кај што треба да влезе за одма да изнуди реакција на луѓето. Така. Али па и тоа не е некоја филозофија со оглед на тоа дека луѓето беа ајптен за греани, селекцијата му беше on point, онака у поглед на ги гаѓаше луѓето за тоа што треба. Тоа што не ми се свиеше беше на некаква стара песна, не знам дали беше тоа Kylie Minogue или нешто такво. Kylie Minogue. Не се сеќавам. Сега се сетив ја Kylie Minogue. Такво нешто брат. Да. Онака тоа на пример ми беше скроз off. Овие што се 2000s класици кои беа на сетот ми се окей. Ама на пример Drop It Like It's Hot да ја пуштиш кај нас. Ја пуштив и Angels, мислам дека Drop It Like It's Hot, бидејќи цел сет го пуштав. Така малце се по-олдскул, бидејќи имаше многу постара публика за разлика од вообичаено. Drop It Like It's Hot не е нешто што би го пуштил на пример на The Fest или на било кој од нашиот настани, бидејќи за македонски стандард песната е препуштана и искрено избегавам, освен за Хавана и освен за некој место кај што
од време на време Радовиш. кај Шептен може да ми легне онака. Па дури ни таму брат, таму дума е ден се класика, не е трап like it's... Факт. Така да имаше добри моменти, ме инспирираше, стварно ме инспирираше за некои ствари. Среќен сум дека го погледнав сето и среќен сум дека онака у прав момент го видов брат. У прав Да. Да бе, можеш да извлечеш инспирација од него како цело да те натера на нешто друго. Апсолутно, брат, тоа е многу добро. Тоа е многу здраво пред се. Тоа е многу здраво. Мене на пример лично како ја ако гледам, ја мислам дури и се изненадив како гледам Kenny Beats Boiler Room 7 Примавера. Си викам леле ова ако е било нешто како ако е барем малку исто како претходното, ова ќе биде fire. Пошто ако не знаете, Kenny Beats имаше уште еден претходен сет пред некои 3-4 години, може би поише. Тоа беше на Places and Faces журка, приватна журка каде што имаа Boiler Room сет во затворен простор во Америка. И тоа ми е чудно, тоа ми е интересно, уствари, не ми е чудно, туку ми е интересно како публиката и начинот на реагирање на играње е многу сличен таму и овде. Не знам зошто е тоа така. брат, Најчесто и Европа и Америка се разликуваат у начин на играње, у енергија, па у реакција на песни. Ама овде ми беа некако преслични. не брат, Примавера фестивал, интернационален фестивал, луѓе од цела Европа, луѓе од цел свет има брат. Да, сигурно. Така да не е толку тоа, не би требало да биде толку различно. Како и да е. Имаше некои ствари кои што се повторуваа онака. Дени Главер, Биф од Playboy Carti и Ethereal. Тие две траки онака, таа е легендарната транзиција која што не е воопшто легендарна, која нема врска, ама у тој даден момент онака изнуди ненормална реакција и стана многу добар момент на целиот сет, уште на првиот, па после се префрли во вториот. Така да, all around, добар сет, интересен сет. Мене многу ми се свиеше, ако убава енергија ми носеше, можам да замислам само како би било да бидам таму. Да. Тоаш би било 10 пати боле, 100 пати боле. Не може да се спореди него ли дома да го гледаш или на телефон. Мене мислам дека најака транзиција ми беше од The Kitty или не знам која беше од Bad Bunny, после кога се спушти на Lord Pretty Flaco, најверојатно некој ремикс беше или некој едит така беше. Да. Тоа ми беше една од најдобрите транзиции. Тоа беше добро. Тоа беше добар момент. Да, апсолутно. Види, брат, на крај на Дали дената, мислиш, мора да многу прашам добар нешто, извини. продуцент е, брат. Мора да прашам нешто. Дали мислиш дека Дени Гловер може да изнуди таква реакција во Скопје во Македонија? 2022? Да. Сега лето. Управиот сетинг, зошто а не? Добро. Може. Дени... Ја мислам дека може. Направите луѓе управиот сетинг на правото место, мислам дека може. Добро. Ќе видиме. Ќе тестираш? Ќе видиме. Значи тоа е се некои песни што ги имам у креатови уште од Абе ги имаш Трап да пуштано, факам бе, журките, брат. Да, бе, брат. Значи Дени Главер се 2014-2015 ме сваѓаш. Апсолутно. Ето има и некој ремикс, таа мислам дека имаше ремикс на Ники Минаш или имаше или со нешто смисла врти со Soulja Boy, не сум сигурен. Имаше некој ремикс на тоа брат што го ги имам во старато песните. И ги имам по креатови ставано уште кога излегува 2014-15, 16, не е 16, порано е. За Trap the Fuck Up журките и ги имам пуштено некогаш. Така. Ама мене не дел од тие песни што ги пушти и он ми се дури мене ми се препуштани. Дури и Lord Pretty Flaco од Джори, двојка или како се вика, брат, пуштана ми е многу пати. Не, тоа беше химна своевремено овде у Македонија. И уште се третира како трап класика на некој начин, бидејќи е многу добро интрото и одма изнудува реакција. Така да тоа не е нешто кузне колку еклектично или кузне колку длабоко у поглед на мојот сет, у поглед на можеби за некој друг диџеј да. Дефинитивно, да, брат. Ама ги имам пуштано и го пуштам и да речеме не на regular basis, али го пуштам од време на време. Не. Во една сезона сигурно неколку пати не мислам дека има песна таму, можеби на пример Биф или некој као 2-3. Дени Главер, да. Као не, што ги немаш пуштено ти ме, разбираш, као голем дел од тие песни ги имаш ти пуштено само во некој друг сетинг, брат, во друго време, брат, кога биле актуелни. Не знам, па дури Pretty Boy Swag, брат, као Pretty Boy Swag мислам дека тука нема да помине, брат. Не, кој ќе знае Pretty Boy Swag. Тројца ќе знаат ки урлаат само од вакво толку, брат. Ја оваа година ја вратив Kiss Me Through the Phone. Добро. Тоа е друго. Да, ама сам да кажам као, еве да речеме Soulja Boy момент. Да. Праската и синката направија ремикс на Outer Space Flow. Outer Space Flow. Така да се враќа тој некој Soulja Boy Brown Stories. Тоа знаеш што приметувам, вчера ги слушав баш и овие дечки што ги слушам, ги зборам цело време The Road Podcast од Лас Вегас, DJ, баш збореа нешто за музика, баш збореа и за Beyoncé и за Drake, за новите песни као. Вчера зборев и за Панчо, брат, рандом, скроз се од сите страни слушам, мене ми бараат реквести, брат,
се враќа оној бранд на 2010 година, брат. Оние песни на Ќе почнат headlines да ја бараат. Чекай. Не. Ти зборам за оние up tempo 128-ци, Питбулки, Ријана, оние што беа, брат. We found love again. Ти текнува, беше EDM-от во најголем подем и кога се инфилтрираше во хип-хопот и во... Па ја жими, као најсериозно ти кажувам дека 2009 кога имав таа фаза кога мразев све што беше комерцијално, голем дел потекнуваше од Pitbull, брат, и од Flow Rida и од оние, брат. Као мене тој Мајами звук ме нервираше, брат, 128-ците, брат. Тоа у Македонија и во Европа, брат. А највише функционираше тоа. Да, овде. И да знаеш дека се враќа, тоа Кајли Минок, не знам која година е, брат, ама пак е. Тоа е многу порано. Тоа е од 2001-2004 нешто така, тој период би требало. Не знам дали е така. Можеби е така, можеби не, нема врска, ама ќе истражиме после. Сакам да кажам дека се враќа тој некој таков. За мене тоа е малце корни звук, ја го имам тоа пуштено, брат, кога се појавите песните. Ама од денешно време, од денешна перспектива ми е малце корни, брат. И тука е искрено се надам дека нема да отиде музиката пак од тој правец. Искрено. Дефинитивно, брат. И ако мора негде да отиде, не сакам да иде таму, искрено ти кажувам, брат. Еј, брат, сега се сетив, пошто и не знам зашо имам направено скриншот на ајде, шо вика? Grove Street Party од Waka Flocka, брат. Добро, тоа е тоа, брат. Тоа е... Само да ти кажам, на пример, се сеќам, ко вчера се сеќам кога беа Dope Zouk, дечките од Бугарија кај нас прв пат во епицентар во летното. Тоа беше септември 2019. Они го отворија сетот со Reefer Party. Reefer Party ремиксот на Wiz Khalifa. Ремиксот на Wiz Khalifa, да. Така да за мене, брат, да, сега во денешното време, да, на пример, мислам дека и на такси да направив еден мини сет на крај кај што вратив баш таа Lex Luger ера 2010-11 со овие песни, можеби оваа песна не беше, ама имаше друга Lex Luger продукција, Wild Boy, мене од оваа ера, на пример, Wild Boy од MGK ми онака остана така како стейпл за овој саунд. Да. Мада зборевме Waka Flocka, Hard in the Paint, Grove Street Party, го зборев, пишував и надолго за неговиот албум Flockavelli, кој за мен е еден од најзначајните за почетокот на трап ерата, таму кога се појави 2010 или 11. 2010 мислам. Мислам дека тогаш го пишував, да, во 2020 пишував 10 year anniversary за него. Така да за Не знам како да ти опишам, брат. За мене некои од овие песни дури си преслушани, брат. Не е дека Sicko Mode не е преслушан или Butterfly Effect, што ја пуштам секој еба на вечер. Ама со нервоза го кажам. Ама и овие, ама и овие не ми е нешто толку. Ама сега доаѓа период кај што најверојатно да. На пример, можеш да си дозволиш да ја пуштиш, брат, пошто е throwback. Веќе е throwback, брат. Веќе е јак throwback. Веќе 12 години имаат пројдено од кој има искочено песната, брат. Да. Добри 10, брат, од која ти си почнал да ја пушташ на журки, брат. Да. Така да, мислам дека тие песни, као после толкав, после 8-9 години, мислам дека може да се вратат и да имаат throwback момент, брат. Не ми смета тоа. Не ми смета ако слушам Trap Lord или као не ми смета ако чуем тоа. Па тоа го направив нели со Worky со Bugatti, да го пуштам тоа лушто лани го смислив као мини throwback medley, али може да се навлезе малце подлабоко и малце подалеку да се отиде. Тоа што сватив дека ич не пуштам се Ray Shrimmered, брат, сега дека го правев ово Inspired by Kenny Beats Crate. Извини? Ray Shrimmered. Аха. Тој албум мислам дека е еден, да. Тој албум мислам дека е еден од најбитните за трапот, смени многу. Интернационалната експанзија, глобалното прифаќање на трапот како таков правец. И нели No Type до ден денес се пушта. Океј, No Type ја знаат сите, али има таму многу други песни, брат. Има едно Милена Шунов ставено на микстейп тоаш своевремено, Lit Like Big се вика. Има тука No Flex Zone. Има Swang. Хаос. Нешто од тоа слајфот. Тоа на многу подценет албум. Тоа на пример ми е таков. Хитови да, а тоа на пример таков да. Kenny Beats момент, throwback, као нешто што го немам, стварно го немам никако пуштено, нигде го немам чуено со години, брат. Брат, мене ако ме прашаш која година искочи Сремлев, знам дека е од 2015 од 2014 или 2014, ама се чувствувам како 2012 да им искочено, брат. Толку далеку ми е тоа, брат. Далеку е. Толку далеку ми е тоа. Тоа е, брат, пред да се појави дури пред да стане фичер толку популарен кој што е сега. Тоа е пред да се појави Young Thug. Тоа е пред да се појави Playboy карти, да не збориме, Lil Uzi.
Да, Playboy карти веќе го знае, мислам, постоеше 2015, ама на SoundCloud Ти рачунува познато. 2014 излезе брат, може би сингловите се излезени 2013. Тоа ти Рей велам. Шримерц се пред таа генерација. Да, они се со Мигос тука. Иако се многу помлади од Мигос. Да. И дури пред Мигос стана популарни брат. Тоа е добар Видиме, поглед. ќе видиме, не, Интересно. се се ми отвори онака Ајде, многу. недела еве кај за 3 дена е брат. Брат, недела малце поинаку, Дфест ќе биде малце поинаку. Глумавме смислено лајнапот на еден начин, али малце се скрати времето, Дфест ќе си објават се што треба да си објават, не ќе да откривам пред време. Плюс го ставивме и Смок прв кај нас на стејдж. Да. И уште толку се скрати онака 1 сат слот ни зема и он и како и реално ќе бидат сетовите релативно кратки, не знам колку ќе може длабоко да се влага. Али ќе биде многу добро дека имаме цело лето пред нас. Stay tuned, после Дфест ќе ги објавиме сите следни настапи, сите шейк настани за ова лето и таму мислам дека ќе може да се експериментира малце поише и да се пушти нешто од тоа. Иначе сум многу брат онака, веќе чекам да се деси Дфест. Тоа збориме дека дое лето, Дфест се нема десено како што треба од 2019 година. Мен искрено од понеделникот, од неделата така нешто ми расте хајпот, ми расте возбудата и секој следен ден се поише и поише и како збориме помеѓу себе, што ќе правиме за превоз, што ќе правиме за ова, кој како ќе иде, кој кога стига, кој ќе биде сместен, кој што сака да гледа по стејџови, по соработниците наши од Red Bull, други луѓе кои работат таму, постојано сме во комуникација со Дфест за hospitality, за Tech Rider, тоа више го завршиме прошлата недела, финално се е средено. Екипата на Дфест е више таму, мислам дека фестивалот и скоро веќе изграден. Екипата на DVD Plus е таму, екипата на Red Bull е таму и веќе онака ми праќаат слики, гледам што се дешава и стварно возбудата расте. Брат. Како се осеќаш ти? Види, искрено онака претходно бев поише хајпнат, сакав да искочам да сменам, не сум бил тамна на концерт. Онака последниве 2 години ми се онака срушени од планови уништени, од летови неискористени, од карти за концерти неискористени и како конечно сакав посебно онака и добар момент, знам дека ќе работите, ама пак добар момент тука да бидеме заедно. Марса е тука, Кицето е тука, сите сме тука и како и да и после настапот и пред настапот доколку има простор за време на настапот ќе си поминеме топ, ме разбираш, како ќе има наши луѓе, ќе има луѓе кои што исто така, исто брат, ко Штип, само на многу поголем стејдж, на многу поотворено место, луѓе кои што не можеш да ги видиш, кои што не си ги видел одамна, ќе доеш ќе ги видиш. Брата, Дфест ќе дојат луѓе што ги немаш видено од 2015-та, ќе ги видиш тука на едно место сите. Тоа е најубавото. Тоа е најубавото за фестивал, тоа е најубавото за Дфест. Кој единствен фестивал од ваков калибар, брат. А вака инаку на пример ко дали сум загран за некој одреден артист, не знам би го гледал, би сакал да го гледам жуво онака, како тој ми е еден од вака поголемите имиња. Нема можам да идам петок, бидејќи сум на работа, ама тоа е Julian Marley and Uprising. Тоа ми е интересно, би сакал да го видам. Да, тоа ќе сакав да го слушам, ама вака кој што го гледам еве како се распоредени, као дури има мислам дека највише артисти има недела и мислам дека тоаш и највише има ствари што би сакал да ги гледам, како Жуе тука, Smoke Purp тука, Констракта и Земја Гру, иако мислам знам за Констракта, не ја слушам. Дина Шари, Пијан Славеј, значи македонска сцена фулон брат, Young Daddy, Бомбарски за секси, Марса Шортипи и Айрис Креч нормално. Оги, DJ Нести, Баша, сите се тука брат. Добро ќе биде, недела ќе биде топ. Недела ќе биде топ. Мислам секој ден има доп куѓа да се во сабота. Сабота ќе сум таму. Да, хајка нашите луѓе, хајка се во сабота на оној немалиот, мислам дека се вика Скопско Smooth Stage. Чисто околина е тука, мейн стејдж претпоставам или можеби. Да, најверојатно. Да, за ова девојка Фисал лет ја го слушнав добри коментари, тоа е нека електронска музика, претпоставам дека е техно. Сите девојки што изгледаат добро пуштаат најтврда музика што може. Тоа е некој парадокс, али не сум слушал ја таква музика, искрено не ни слушам, али ми кажаа дека е нешто добро. На нашиот стејдж ќе има транс до Сабајле, тоа ќе биде исто интересно. Во сабота нема да се спие у кампот сигурно. Така да има добра програма, ќе има добра дружба, дојдете на Дфест, дојдете да се дружиме, ако сте таму пишете ни, нашата екипа као Пандамониум радио, нашата екипа као Шршат ќе биде таму.
некој од сабота, некој од недела, од недела се собира цела екипа, ги завршуваме врските што ги имаме, и после тоа движиме низ фестивалот, слушаме музика, се дружиме со луѓе, дојдете ако сте таму, пристапете ни, дојдете со нас да се дружиме, дојдете со нас да гледаме некој артист, се направиме муабет, така? Апсолутно. Затоа си иде на фестивал, да се дружиш со луѓе, да прошириш и контакти и други гледишта, да доживееш нови искуства, и се надам дека ќе дојдат луѓе од цела Македонија и пошироко во што поголем број. Апсолутно, апсолутно. Мислам дека као многу добар старт на летото, иако е онака првите денови од јули месец, ама мислам дека и као сега и на сите луѓе као зимаат одмори, им почне летото официјално каде што ќе може да направат. Мислам дека е добар старт онака за стварите. Брат, се усвоја време. Беше лошо времето кога требаше да почне летото. Сега ни почнува како што треба. Тоа е тоа. Кажи ми, брат, што слушаш оваа недела? Ми кажа дека слушаше многу интересни ствари. New Music Fridays, брат. И како и претходниот, така и овој добивме доста работи. Голем дел од работите ги слушав. Некако многу и за прв пат. Мислам дека оваа сезона немаме толку многу зборено за R&B музика. Бидејќи од една страна на почетокот ги имаше, ама тие артисти кои што онака нас не се урадари, ја кои што ги слушам, ги немаше. И например сега за неделава да добиеме два онака full length албуми, едниот малце предолг за мој вкус, два R&B албуми да добиеме, едниот од Крис Браун, легендата, и другиот од Giveon, кој што е legend in the making, онака млад артист кој што го имаме зборен овде, кој што го доби својот шајн преку Дрейк, и сега е веќе онака на еден начин реално и онака го има тој супер звезда статус меѓу R&B извидувачите, пошто е he's up there дефинитивно. Мислам дека е почитуван многу, е апсолутно сакан на таков начин. Roddy Ricch извади као едно кратко EP од три траки. The Big Three се вика. И не знам искрено зашо, ама као му дадов шанса. Викам ајде да чуем. Немам слушано Roddy Ricch, немам слушано многу одамна. Знам дека го скритикува албумот кој излезе таму 25 декември негде беше. Да, не го преслушав, јас тој албум го слушав, а ова го не го преслушав само една песна која се најде на Rap Caviar, ама ништо посебно не ми остави впечаток, нешто беше со трап. Епа генг. Да. И као бленд без значење, тоа многу ме нервира. Знам дека Roddy Ricch може да прави многу поише. Тука се мелодиите, знам каков може да биде, некако као станат ми е ко мрзелив, брат. Као мислев на почетокот изгочи DJ Mustard, она на првата трака. Си викаме и може и ова се три траки со Mustard продукција. После тоа искочи да има Sonic некој и ако не се лажам London on the Track, така да значи не е од исти продуцент. И онака звукот е прилично тој, ама ништо не ми прави за мене. Ме разбираш, као може ми без тие три траки, не ми нешто премногу менуваат. Се навратиме, ќе збориме за R&B, после ќе збориме за Coke Boys in the Building. French Montana и господинот Harry Frog. Монтега. Брат. Еден од подобрите, ја уште одма ќе ви кажам, ќе збориме, ќе се задржиме за Френч, ќе збориме, ама еден од подобрите албуми што ги имам чуено годинава. No lie. Као кој да сака, Бодан те гледам, дојде и ќе се караме. Нема ни преслушано овој брат. Нема ни преслушано Бодан сигурно. Хаос. Ќе се навратиме на Крис Браун. Албумот се вика Бризи. После долго време, онака, не знам за кој, ама сигурно има луѓе. Реално Крис Браун да правиме мувет има огромна фанбаза онака. Као не е дека не е долго очекуван, значи луѓе чекаат нова Крис Браун музика. Крис Браун лани или преклани извади албум со 34. Тој е еден дабл албум што беше, дабл албум што беше као 34 Индиго 2019. 2019 е при 3 години е? Да. Добро. Као му беше успешен. Као поглед на сейлс, поглед на песни, имаше таму песна, таа беше со Дрейк, така? Песната? Немаше тука хит некој, брат. Да, No Guidance беше, ама тоа, брат, мислам дека отиде независно од самиот албум. Тоа беше сингл. И као тоа не знам која е стратегијата зашо прави толкави албуми со толку многу песни. Брат, има и extended верзија на тоа, да, има со 40 и кусур песни, да. И као не знам зашо го прави тоа.
Ама валјда му функционира тоа за него. Бризи не е ништо поразлично, има 24 песни ако не се лажам. И исто ја би го сметал ова за дабл албум. Ова по ниту еден мој стандард не е обид, не као long play, као ова е дабл албум. Точно е по старите стандарди 80 минути да се расобере еден од CD точно ги направиле. До последната секунда да пука. Да, и ја би рекол класичен R&B албум, као у смисла класичен модерен звук, каде што имаш онака примеси од рап музика, го имаш овде Wizkid кој што носи примеси од Африка, и го имаш Bless кој што исто така носи некој онака карибиски шмек на сето тоа. Има добри соработници, има рапери кои што соработуваат со него на албумов, така да all around солиден проект со многу интересен звук, онака сонично те држи тука на место, друго слушаш. Но можеби на пример тоа ми од една страна, ама и тоа вообичаено ми е најчестата критика за R&B музиката, каде што на моменти дури ако нема некој ептен огромен свич, као да ми продолжуваат песните, ме разбираш, као заглавен сум тука и као се дешава да се менјаат песните без да знам. Но мене на пример, не знам, мене ми се свијаше брат, го чув, као бев хезитент, као Крис Браун брат, као немам слушано со години Крис Браун. Знам. Зашо ја слушам сега Крис Браун и си викам окей, ај ќе пуштам брат. И ја пуштам првата песна. Слушам Lil Durk, си викам као не е ова R&B, ме разбираш, као ова е нешто друго. Ја слушам Кетча Бари, ова дефинитивно викам не е R&B, онака баш као ептено спротивното на тоа што очекував брат, као очекував одма да влезе со тие мелодиите, со тоа неговото пеење брат, кој што знае брат. Ова беше друго брат. И си викам ај окей. Доаѓа трета, доаѓа четврта и тука веќе малце почнуваат веќе до има еден момент кај што има една трака со Lil Baby. Тоа е петата трака. Да, без тие песни можам онака као не дека се лоши. Само ми е Addicted се викаше со Lil Baby песната, не ми се свија мене таа, пошто тоа не е Крис Браун песна, тоа е Lil Baby песна брат. Тоа е Lil Baby песна стајана на Крис Браун албум брат. Не се осеќаш така, не знам зашо. Дали е тоа? Брат, не знам. Сигам запрашувам, дали е тоа до Lil Baby? Дека секој бит така го вози со тоа негово флоу, или е до луѓе му идат и му зимаат песни и ги ставаат на нивни албуми. Не знам дали е тоа. Не знам како функционира не тоа брат. Али секоја песна на која што настапува е Lil Baby, звучи ко Lil Baby. Брат, песна, слично ја би го рекол за првата песна на Lil Durk, некако. Тоа е Lil Durk песна исто. Тоа е Lil Durk бит апла. Така да не знам, мене ми се свигаше брат. И стартот ми се свига иако дури и ке Wizkid можеби звучи како гостин, ама да. Ми се свига дека има толку фичерс, бидејќи само Крис Браун не би го слушал ја. Ја искрено не стигнав до крајот на самиот албум, баш тука не до полот стигнав до песната со Джек Харлоу со Blessed. Така што завршуваат фичерс онака. Тука негде и мене ми се свигаше, тој момент ми се свигаше. Не, добро е. И мислам дека ќе им најдам и примери за пуштање музика. Не знам точно каде како треба да ставам во Сарато па да видам. Така. Да, ама сигурно на некој warm-up или нешто на крај има каде да се пушти, да. Можеби не во prime time, ама ама на почеток или на крај може да најдат некој како да си најдат место во сетот твој. Не знам, мене ја успеав да го изслушам цело онака, као top to bottom без никаков прекин. Брат, кој што кажа на пример Need You Right Here, Closure, омилена, искрено Call Me Every Day дефинитивно со Wizkid, не знам зашо. Онака добра ми е, кратка е. Има убав звук, као мислам дека било кој да беше со, не знам, Wizkid ти ја прави песната, брат. Да не беше Wizkid, немаше да биде тоа. Тоа е тој шмек. Да, ептен. Затоа викам и дека и мене ме потсеќа на еден микстейп материјал од Wizkid, Starboy микстейп се викаше Volume 1, кога Wizkid почна ствари да експериментира со малце тој поише алте звук и на крај кога ги слушнав тие трубите, ептен ме потсети на тоа, бидејќи таков е звукот. Тоа е звукот на, нема да кажам звукот на Essence песната, али тоа е звукот, тој алте звук инспириран многу од R&B. Так. И е многу модерен и многу ми се свија, брат. Не, многу е лесен за слушање. Без разлика дали е Крис Браун или Wizkid песна, не е воопшто битно. Не. Ко сингл мислам дека феноменален сингл за албумот, брат. Да. Уште кога видов Крис Браун Wizkid, викам окей, ќе чујам да видам што е. Ме фати одма, брат. Уште мислам ја знаев песната уште пред да искочи да се појави на албумов. И кога си викам окей, ова е тоа, ова е добро. Ова е за прв пат кај што можам да кажам окей, као пес, као добиваш пес за ова, пошто ми се свиѓа стварно.
И од тука брат почне онака тој соло ран низ албумот каде што веќе почне да влага во тие R&B води малце подлабоко тематиката е најчесто иста нормално R&B, љубов, heartbreak, све тоа. Пак искажано на Крис Браун начин, го има тој swag, го има тоа суаве внатре. Има све, го има тој флекс, пари едно друго, сите тие ствари што го прават него ко човек, облека, играње едно друго, све тоа е у музиката преточено и тоа е многу добро, дека на крајот на денот пак еве кој што реков, на пример, знам дека е Крис Браун албум само заради тоа брат. Како тоа колку мене на пример ја велам дека е лошо, што не можам на моменти да сетам кога завршува една и кога друга песна почнува. Тоа па кажува за онака за музикалноста на сето тоа, колку е сето влијано вточено во еден звук. Пошто стварно има разлика од првиот дел и вториот дел, каде што првиот дел кој што каже, претпоставуваме зашо и тоа тебе ти се свиѓа тој прв дел, пошто го имаш Джек Харлоу, го имаш ESTG, го имаш поише артисти као Ella Mai, Her, артисти кои што онака поише Wizkid. Пред мене Lil Wayne многу ми се свиеш. Lil Wayne одлично. И со текстот, и со деливери, и со се онака. Lil Wayne чув Lil Wayne, дикам, чекај. Yes sir. Како влезе на траката, брат, секоја чест. Да, ова не знам, ова е Young Blue со него. Предпоставам дека да. Пошто по звукот, по пеењето. И мене ми беше чудно, го гледам Blue, се викам ако единствено ако се има преименува, ама не го проверив дали е Young Blue или не. Пошто Young Blue го знаеме, го зборевме трагата. Мене ми звучи таа песна дека можеби негова е, брат, дека он некако ја носи. Види. Не го исклучувам фактот дека и тоа е така, дека првата половина е собрана од луѓе, као не во целост, ама дека као се позаимувани нивните стилови за сето тоа, па дури и Джек Харлоу трагата брат. И Джек Харлоу Ептен си звучи кod дома онака да... Брат, Джек Харлоу више почна да звучи многу слично сегде и тоа не знам дали е добро или лошо. Е лошо, ама сам си го кажува тоа дека има најдено формулата и да го користи тоа, така да се надам дека ќе го користи за негов бенефит и дека ќе успее да го издржи тоа брат. Ова работа формула не функционира брат. Па да, мораш некогаш да го скршиш тоа брат, као гледаме дека не функционира, гледаме дека најголемите артисти прават многу големи промени и скокови онака како Дрейк извади fucking хаус албум, брат, не знам. Тоа ако не ти кажа нешто, ме разбираш, као да. Мора да направиш нешто. 5 години пројда. Вчера видов 5 години пројда или 4 од Скорпион, брат. God's Plan, брат, као ја смени играта тогаш, ме разбираш. Време пребрзо поминува и музиката можеби ние не осеќаме дека се менува, ама е смената многу од тогаш, брат. Се менува, брат. Смената е многу, брат. Смената е многу. Така да, all in all, за тоа што е, за толку долг што е, не ми смета, добар албум е, као искрен ќе бидам, Крис Браун на времето ми се свијал многу поише и многу поише сум го слушал него ли сега. Као порано ги имаше тие wall to wall, тие легендарните хитови. Тоа 20 години. Ама, е тоа. Ај сега перспектива дека Крис Браун постои 20 и кусур години, брат, дека прави музика, брат. Тоа е лудо, брат. Првиот албум е 2001, 2002, така. Не знам, ама многу е дамна. Као нереално. Воли ранити. Да, све тоа. Така да, ја го знам од тогаш и сега можам да видам кај, ме разбираш, и као за има и исто и една има, само не знам која беше. Не знам искрено која беше. Forbidden мислам дека беше или пес. Не знам, имаше една брза која што многу ме потсеќа на Fine China. Ти текна на Fine China? Да. Има една песна таква што ми се свиѓа, тој момент ми се свиѓа така да. Мислам дека е она земено најдоброто од тоа што тој знае да го прави, склопено во еден албум. И не го мразам заради тоа. Добро ми е. Не знам колку би го слушал дома тој албум и колку би се навраќал на него, најверојатно воопшто. Како сигурно ќе искочи една песна можеби од тие со колаборации, на пример, не знам. Ако ми се свиѓа, ако ме закачи некој лајн на Джек Харлоу да ја ставам некаде у некоја плейлист. Ама Call Me Every Day дефинитивно влага у таа Nigeria плейлиста зашто имам. Ама онака не ми смета као добар албум е на крајот на денот, брат. 2022 е, ова му функционира, го вади. Топ. На крајот на денот е за неговата фан база, брат. Да. Гледаме дека Да, апсолутно. Него промовираат ни медиуми, па дури ни Spotify него форсира малце така. Не е Black Bolt, него едноставно не е поддржува на некој начин. Да, па не е у тој у тој prime онака light, нема тој. А дали мислиш дека истиот албум кога го извадеше Young Blue, ќе беше многу лајкан и многу почитуван од луѓе? Истиот албум, да он наместо Крис Браун. Не, брат. Пошто види, ја не можам да го изоставам тој факт дека Крис Браун дава плюс или минус?
Па мислам да го дава плюс. Плюс, добро. Мислам да го дава плюс, пошто реално брат има луѓе кои што биле 20 години кога Крис Браун ја извадил раните, сега имаат 40. И као тие луѓе се онака лојални поддржувачи на Крис Браун. Има луѓе што го поддржуваат него брат, као 20 години у кариерата, он е многу изграден артист брат. Има луѓе кои што пораснале со неговата музика, има луѓе кои што прв пат ебеле на неговата музика, као луѓе се приврзани за него. Ме разбираш, кој ја и ти на пример, кои што сме Дрейк, Кање, луѓе кои што ги има луѓе кои што така го доживуваат Крис Браун брат. Брат, у Македонија ја знам многу такви девојки пред се, и машки. Ама девојки пред се. Да, не ни лошо тоа брат, така. Тоа само да ти кажам дека Крис Браун за тоа што е, мислам дека е многу изграден артист за да може сам да се одржава, така да и мислам дека може. Валјда он си го има најдено ова дека него му функционира. Искрено не знам дали е индепендент или не, немам појма тоа што е, ама знаеме дека сега више се иде на пократко, он го прави спротивното него или индустријскиот стандард. Цело време го прави тоа, не знам зашто. Не знам, искрено, ако му функционира тоа е топ, многу ми е мило дека е тоа така. Ама како и да е, добар албум, all со оглед на тоа дека мразиме долги албуми сега, и како јавно го збориме тоа. Не мразиме, ама ме нервира дека треба да ги слушам саат и 10 минути, брат. Како саат и 20 минути албумов. 80 минути, нереално е тоа. Ама добро е. Не е лошо, не смета, не те нервира, нема скитови, нема интерлус, нема ништо ново. Као Аплас, лежи 30 песни брат на албумов. Така да добро е, ќе видиме кај као не е дека нешто вау дупка ќе направи сега уиграва брат, ама има песни со Брайсон Тилер, има песни со ESTG, има за луѓе се да си најдат за понеша брат. Да. Немаше ама изненади Дрейк ако се појавеше на албумов, као тоа е тоа. Крис Браун е на крајот на денот брат. Не го преслушав цел, првата половина негде ја преслушав, ми се свија. Втората половина некогаш ќе ја чујам, ќе видиме нешто, ќе видам што може да ставам усерато. И тоа е тоа. Второто R&B издание е Giveon. Албумот се вика Give or Take. Нов албум со нова музика, до сега не чуена онака, пошто претходниот албум што го извади, го нарече албум, уствари беше као компилација од претходните два негови проекти. Тие два беа по 7-8 траки, ги склопи, ги направи 14-15. Ама овде добивме нова авторска музика, долго очекувана, која што е пак поише од тоа, пак тоа по-класично R&B, каде што има пијано, каде што има инструментали онака позади. Од свирени инструментали не се такви груви битови, не те движат туку, едноставно тоа те седно шукјоши и те тера на бедовите мала. Ти искрено не ми требаше овој албум, барем не у моментов, али го преслушав. И као Удрија? Па реално да, ама тоа е, као таков артист е брат, као ќе излажам ако кажам дека не сум фан на Giveon за тоа што го прави брат. Си ги знае кои му се него јаките страни, си знае која му е фан базата, зашо го сакаат за тој негов вокал брат. Као стварно е многу добар, многу квалитетен, многу редок брат, многу карактеристичен, каде што ако чуеш Giveon песна, знаеш дека е Giveon брат. Не можеш барем веќе кога се појави Chicago Freestyle, ја искрено мислев дека е друг артист, дека не е он брат. Ја мислев дека е Самфа. Ама после тоа преслушав све друго, стари песни што има. Сватив дека сега нема шанси да не го разпознам неговиот вокал брат. Се познавам. Да. И као 14 траки се, као ако си бил уврска, ако си уврска или ако никад не си бил уврска, као за све има ти текно е, као за секој можен хардбрейк, за секоја можна ситуација ти опише у песна и затоа ти велам, као не ми требаш албумов воопшто, ама го преслушав и као удира јако, као многу е искрено тоа што го збори, има интересен начин као го кажува тоа, не е дека користи некои као прекомплексни работи, као директно го кажува тоа изразено преку многу убави вокали. И мислам дека е класичен R&B албум, онака каде што пеењето е главниот фокус, продукцијата е таа кој што е. Велам, пијано, труби у позадина, жишени инструменти, све тоа, виолини, као по-класично е, нема грув, не можеш да играш на тоа, брат. На тоа се плаче, брат, ме разбираш. Не го слушам тоа, Songs to Cry to, брат. Така да, all in all, добар албум, мене ми се свиеше, као го изслушав и се бајле уште еднаш. Ама за Giveon мислам дека е полн погодок, као не може да сгреши, пошто Giveon брат и кога настапува брат.
седно е на пијано, го свири пијано и пее, брат. Као, таков артист е, он е покласичен артист, не можеш да... Мада има песни, мене омилената од Гивиен и Валјде и заради тоа ми омилена е Fields, брат. Fields е 2015 и има таков ап темпо бит, брз бит, као 110, 115. И тоа ми е многу воно. Тоа дури иако е тажен текстот би можел да играм. Као ќе се најдам на некое место кај што би играл, брат, ама ова не можеш ништо друго да правиш освен да седиш у ќош, брат, и само онака да влагаш длабоко у себе и да размислуваш, брат. Така да, ако сте за тоа, се надевам дека не сте за тоа. И јас. Да, се надевам дека никогаш нема да го почувствувате тоа. Албумов е за тоа. Као, за ништо друго. Затоа се вика give or take, или даваш или земаш, збори за многу работи. Ти кој што кажа, секоја можна форма на heartbreak, дали те изварала, дали сте раскинале, дали сте ова, дали сте он, се е опишано у албумот, брат. За се има пример, онака, за се има случка, ја не знам, на човеков што му се дешава у животов за такви албуми да биде. Тоа секогаш поишеме као, брат, ти шо имаш пројдена за ова, ти мене ми го збориш. Ја ќе се најдам у три строфи, брат. Али ти албумов од кај го извади, брат. Мене тоа ми е секад, брат. Никад не разбирам, брат. Као и Дрейк, брат. Што ти се дешава тебе, брат? Мултимилионер си, брат. Као, зашо пол албум ти е за некој рандом од Бристол UK, брат. Као, шо? Како е, брат? Како? Мене ми е јасно тоа, брат. Ама такви се, као, постојат такви луѓе, брат. Као, сакаат безрезервно, сакаат многу силно и тоа е тоа, брат. Тој и тоа го каже овде у албумот, дека као I'm a lover, као тоа е тоа. Сакач сум, сакам да сакам и окей е тоа. За луѓе што се такви, ја уживам у ваква музика, не можам да кажам дека не уживам, брат. Убаво ми е, сега ме мавна многу лоша, ама као окей. Добар албум за ако треба да си ги испераш онака чувствата и да Чимите си... погледал значи дека е добар, Да. се разбира, брат. И последниот албум за денес, малце онака свртиме на Ајде! на по-позитивен тон. Го спомнавме Френч Монтана и Хери Фрод, Монтега. Као дури го прашува како се пошто го има тој твенг шпански Монтега. Искрено не знам што значи. Ама еве ви конечно 5 песни или 3 песни да наброите од Френч, а да се без фичер, пошто Хери Фрод е продуцент и не е фичер де факто. Еве ви, као овде имате 14, вчера искучи и завчера искучи Делукс. Тоа е првото Делукс издание кое што онака као ќе си кажам, може ова ми е дури и боле. Ја го слушав ово уствари, не го слушав. Знаеш зашо? Пошто Делукс песните се само уште 2 соло Френч песни, брат. Као нема 6 артисти на една песна и тоа ми е топ. Као тие били уште 2 Лусис, ги досредиле валјда до крајов на неделава и ги пуштиле и тие. Топ, брат. Топ. Као не знам, од кај да почнам, брат? Од кај да почнам уште интрото, бе? Интрото, да, бе. Интрото Chills, брат. Кој што кажува е самото, брат. Не лаже, дефинитивно. Ме нервира малце дека иде ов бит на поло песна, ама ми се свига песната, ми се свига за интро на нови проект. Епа, види. На крајот на денот тоа е, брат, тоа е тој момент на Френч Монтана и Хери Фрод продукција, брат. Многу е поразличен него ли на као друг човек е, брат. Да, бе. Други ствари збори, други моменти кажува, овде не збори така како што збори за жени, не збори така како што збори за облека, брат. Овде има сосема друга енергија, брат. Не е тоа само со Хери Фрод, иако кај Хери Фрод може тоа многу повеќе да се доживее, бидејќи сите тие инструменти и семплови кои тој ги користи му одговараат на свегот и на личноста на која ше Френч Монтана и на начинот на кој ше рапува. Али таков е Френч Монтана на албуми, брат. Тие што го имаат преслушано Френч Монтана на албуми знаат дека на синглови, на ремикси е скроз еден човек, на албуми е скроз друг човек. Дефинитивно. Тоа го покажа со претходниот албум кој беше составен од 2 албуми, кај што едниот беше Deep, там имаше 2-3 песни на Хери Фрод продукција и едниот беше само со They Got Amnesia е добар албум, да бидеме реални. Не, јас зборувам за оној Монтана. Монтана? Воред. Ја мислев за ама добро, и They Got Amnesia беше исто така многу добар албум. Ајде, после? Брат. После тоа Rushmore Pack, каде што збори за Mount Rushmore, каде што онака како збори дека Демек, I smoke your Mount Rushmore. Дојдете на Sound Clash. Па, we kill sound for fun. Сега до крај на епизода, двајца
двајца гикаат за нов Френч Монтана албум. Брат, мора да ти Нереално. кажам нешто, ме потсеќа вака по звукот, можеби по каверот, јако само вчера го слушав, брат, и денес од Сабајле го... Ме кажеш Лил Дърк, брат, ки се карам. Не, Добро. на оној mac and cheese, двојката, тројката, како беше А оној... па потсеќа на тој, да, Мислам, и фонтот доле свето, а целиот кавер, да. Ама и саундот ме потсеќа на тоа, дека таков е малце трипи, долго трае, Да. така некако имам тој филинг, можеби се е поради Хари Фрот. Мене ова ми е, па мислам дека голем удел има Хери Фрот у тоа, пошто као има стварно разновидна продукција овде низ албумов, као она класична Хери Фрот продукција, ама има за секој по нешто. И сите фичерс ми се овде погодени, брат. Нема еден лош фичер онака каде што ќе кажам не ми се свиѓа, брат. Као не гледам ниту еден, брат. Можеби единствениот без кој што можам би бил Quavo, ама на крајот на денот и Quavo дава некаков добар шмек Окей, на рефренот. Да, окей. За со оглед на тоа дека немам слушал многу дам на Quavo. Да. Топ ми е. Као не ми смета воопшто. Ама општо за фичерс има луѓе кои што го немам видено да мислам го немам видено. Го немам видено одамна да соработува со нив, брат. Као Рик Рос е овде, Jadakiss е овде, Benny the Butcher е овде, Babyface Ray е овде, ESTG, кој што го зборевме оне и на претходниот албум и кај Крис Браун, и овде Chinks го има. Нема Макс Би ми фали, брат. Овде го нема Макс Би, брат. Па да, го нема одамна, брат, можеби дали имате строшено... Валјда. Фри Макс Би, брат. Хаос. Ја не знам, таков е полн со енергија, брат, низ целиот албум само се смешкав, брат, као слушалки се движа, брат, не знам кај идев, и као го слушам со смешка, брат, цело време. Брат. Мене ми е многу као позитивен ми, усмисла, мене ми прави убаво да се чувствувам, брат, као убава музика ми е пред се. Као ги поништува сите тие моменти кои што луѓе си даваат шанса да го серат Френч дека Френч као многу е добар, Брат, брат. не ми се Го не збори тоа. потценуваат луѓе. Луѓето не ни знаат кој е, брат. Го После потценуваат. овие брат. интернет гикови што почнаа да слушаат музика со плејбој карти, само Нема врска, брат. знаат само тоа што се пишува на интернетот. Мене најдобар сегмент онака ми е, брат, Drive By или од Keep It Real, тука не е од третата, четвртата песна, па се до Poetic with No Justice. Се тоа како иде склопено во еден блок Да. со јамајканскиот семпл, со онај кому се јава на телефон на тој која збори од Јамајка, јас се знам со Френч Монтана. Го знам френчи. Го знам френчи, да. Да. Населба тука ми е Така. малиот онака топ Poetic with No Justice. Ме потсеќа маца на Ten Craig Commandments, брат, не знам зашо, И мене. вајда флоуто или флоуто. До флоуто е, брат. начинот на кој што ги дали како му се подредени како по блокови римите, појма немам. Али Bricks and Bags, Jadakiss Gazi, Benny the Butcher, брат, одлично. Значи песна онака што можеби е хајлајт од целиот проект поради значењето и на Jadakiss после версусот. Benny the Butcher годинава и претходната година. I should have been a coke boy, but I was selling dope boy. Вчера у 2 сат го слушам тоа и му го пишувам на Дарко, онака као му го куцам на Вивер. Не, као Ја пиен го пуштам албум да го слушам и збеснувам. тоа е. Помислам дека така и поише ќе му удри мене, брат. Па да, У пијана состојба да. да го слушам ова, уште толку поише ќе му удри, брат. тоа е за Кога тоа. би било добро? Пијан да слушаш Френч, брат, ама Deep Cuts Френч, брат. Не се дешава ретко да го правам тоа. Не, тоа би било посебно овој албум. Ја не се сеќам кога сум бил вака возбуден Брат, за Френч. мора една албум, брат. приказна да раскажам сега, брат. Ајде. Поврзана со Френч Монтана и со пијано слушање. Бевме со Игис и со Ники на мини турнеја за Великден, беа со мене Така. Штип Кочан и Тето, шаро до моите браќа. И брат, се заборив. Тоа е пред се многу добра комбинација. На луѓе. Да, добра екипа, брат. И не знам како стигнавме и како ми ја пуштив или не знам како се случеше. Ова, Они се Френч Монтана афишионарос. не се, брат. Не? Не се, дури не ни го знаја. Sanctuary, брат. Некако свиреше, дали некој ја пушти, дали не знам како. Брат, цело патување само оваа на репит, пијани, у 3 сабајле, у 4 сабајле, Mac and cheese. у 6 сабајле да слушаме, брат, не може да престанеме да ја слушаме. Кога идемо да им се пушти сега, денеска, брат, денес кој им се пушти на некој од нив, некој од нас тројца песна, да ја праќаме у група онака, Да. дека песната мала ептен. И мислам дека и овој албум го има тој момент на така на
Не. на дип ствари Епа. што може да ударат, а истото ми се случуваше и со Монтана, со тој првиот дел од албумот со песните као Say Goodbye со Бели, кои исто така имам стајано на микстейп, Салам Алекум, за кој имам многу интересен спот, као Suicide Doors со Гана. Има и тука многу онакви deep cuts што да кој ше Френч Монтана е. Ајде да се сложиме дека French Montana is great. Само на тоа да останеме, брат. Као луѓе го хейтаат за џабе, брат. Неќе да му дадат шанса од глупи мемиња, од луѓе кои што тоа е. го немаат истражено тоа и само хейтаат, брат. Као никад нема да ја знаат причата за Coke Boys, као слушајте го Френч што збори за неговиот камап у Њу Јорк, брат. Дечко има сега врски со Диди, брат. Као затоа и ти велам, на пример, можеби не за џабе е таа конструкција, брат. Као он е многу добар со многу добар другар со Диди, брат. Секојаш нели он беше и во Coke Boy кога се појави, се сеќавам ти пред некој ден го шерна продукција на Хери Фрод, првиот најголем хит на Френч Монтана. Кога си кажеш се забореви, брат. Нема да се сетам, брат. Too many French songs, брат. Не е ни битно, тоа беше дел од Coke Boys Reinvented, кај што беше заедно со, ако не се лажам, со Rick Ross и со MGK и со Тој проширениот affiliates тим, да. Нема тоа, брат, као многу луѓе не знаат за Mac and Cheese, брат, и микстейп сериалити и све тоа, брат, као и албумите не знаат, као Френч има многу екстенсив дискографија, као многу долга, многу широка, многу голема и богата дискографија, брат, као со све, со од хитови, со све, као и deep cuts и све, брат. Уште една ствар што морам да ја кажам, баш овие 2 недели, не знам како стана толку активен во еден момент или така му се погодија релизис од периодов. Ти го пратив пред една 2 недели, песната Wap Wap од Skilly Bang, кој во моментов е најпопуларен денскол артист кој доаѓа од Јамајка. Wap Wap ремиксот, вајда New York ремикс, така е сниман и спотот со Favi Foreign и French Montana. Таму и двајцата сгазија. Тоа е денскол песна со дрил елементи, можеби тешка за некој, али таму има одличен. Да, и мене ми беше тешка прв пат за слушање, посебно рефренот, брат. Али Френч и Фави беа одлични. Али одличен верс има Френч, исто така ми се појави пред некој ден има една песна Je m'appelle се вика, не знам како се чита ова, од артистот Benz кој има потекло од Мароко, не знам дали од Мароко, па живее во Франција или во Америка, појма немам како е, брат. Со оној еден семпл тн како беше од не се сеќам од која песна е, брат, дали беше поп песна некоја беше. Дрил песна, исто ремикс, Tion Wayne и French Montana исто така. Гази, брат. Значи извади албум и 2 гостувања на големи песни, реално во својот во своите жанрови, тој универзум кај што постои, во двете, не во сам да кажем Wap Wap на Јамајка, во денскол светот и можеби во Њу Јорк и таму каде што сигурно стига денскол музиката и јамајканската култура е голема и значајна. Па тури на TikTok видов дека станува популарна. И ова Je m'appelle, не знам точно од кај е типов, али во тој некој интернационален дрил свет исто така релевантна со тоа што доаѓа од Мароко. Френч Монтана е тука. Да, Френч потекне од Мароко, да. Тоа е тоа, мислам дека е Мило ми е дека е така, брат. Мило ми е дека го сакам Френч Монтана. Имаше неколку интервјуа сега кога беше на ролаутот за албумот. Беше неколку интервјуа, не стигнав да изгледам на Hot 97 или кај Sway, али ќе гледам некој од нив. Да, ја не ги гледав тие, ја имав гледано друго. Гледам на Complex едно шоу заедно со Trinidad James за поише таму прават муабет за патеки едно друго за неговиот камап, све како, ама сите причи кои што ги кажува, иако се поврзани со sneakers, со такви ствари, кажува многу ствари и за неговото растење и за што носели у Мороко и све тоа. Као Френч има многу ствари проживеано, ме разбираш, као има доено не е ни толку мал. Не е толку мал. На 12-13 години така нешто има доено адолесцент. Да. Што значи дека ти имаш 10 години да се изградиш да го направиш тоа, као не е малце. А доаѓаш од Мароко. Да, не си ни црнец, брат, ти си араб, брат, као многу е тешко за такво нешто, реално направиме му. Ни јазикот не го знаеш ни ништо, брат. Да, прелудо, брат. Многу интересен камап, многу интересна прича. Посебно причата со Max B и со Chinks, брат. Rest in peace to Chinks. Free Max B дефинитивно, брат. Као Wavy Boys, тоа е, брат. Wavy Boys, брат. Coke Boys, Wavy Boys, брат. Се надевам дека мислам, знам дека има многу луѓе што го сакаат Френч, као не сме единствени дефинитивно. Има луѓе кои што го поштуваат и за тие, баш за тие ствари, брат, баш за музиката која што ние сакаме од Френч, брат. Ние сите хитови ги знаеме од Френч, ама работава е што другата
не е ни половина, брат, туку 90% од музиката која што ја вади Френч останува unnoticed од големата маса, брат. А таа е, барем според мене, многу поквалитетна него ли вако. Хитови кои за хитови ги има многу, брат. Тргни од Unforgettable, па се друго, брат, ме разбираш? Као... Тоа ќе видиме на SoundClash-от. Ајде. Ќе се покаже на SoundClash, Да, се покаже, јас знам. сега со Монтега знам дека сум на страната на Не, Френч. не претерувај, не. Знам дека сум на страната на Френч, брат. Не, добро. Го сагам Кендрик, ама као Френч, брат. The Underdog, брат. Така? Да, брат. Да, за да се покаже на луѓето дека има ствари, брат. Дека не е за джабе, брат. Тоа е мојата филозофија во поглед на Никој не вели дека Кендрик е лош, далеко. Ево го вртиме на заебанција, ама и малку сум сериозен у тоа. Пресериозен сум, брат, го сагам Френч, брат, шо. Брат, многу интересно, ќе збориме во некоја друга прилика за тоа колку онака тоа Нью Йорк влијание, колку ке нас на пример не се осеќа, уствари тоа што го збориме ние the streets. Да. Не е без разлика дали е Нью Йорк, дали е LA, дали е, на пример ке нас никогаш не стигна YG, брат. Така. Или некој друг, или на пример никад не стигна и 40 Too Short, кои за хип-хопот општо и за Bay Area као и за West Coast се многу значени, се легенди, брат. Да. Ти да прашаш човек од Bay Area кој е the GOAT, ќе ти каже и 40 или Too Short. Нема ти каже Biggie, нема ти каже Biggie или Kanye West или него ништо. Ме свегаш? Да, бе, брат. Не го слуша Kanye West, брат. Да. Не се слуша Kanye West на улиците на Нью Йорк или на Да, се слуша интернационално и слушаат брат. вистински, мислам, на хип-хоп фанови што сакаат да слушаат поише. Сигурно на луѓето што живеат во Атланта, My Beautiful Dark Twisted Fantasy не е најдобар албум на сите времиња, брат. Не бе, брат. Или Ready to Die, или не знам Тупак кој е нај или Illmatic, брат. Шанси нема. Тоа буквално, брат, знаеш како до тој степен е кај што да идеш у Хјустон, брат, да прашаш кој е the greatest rapper of all time. Не знам дали сите ќе ти кажат Тревис Скот, брат. Као Пол Уол ќе ти кажат, ме разбираш пошто е таму е, брат. Као човеков го има изградено Хјустон хип-хопот, брат. Тоа. Майк факин Джонс, брат, ме разбираш, иако има еден албум. Slim Tug или било кој. Било кој од тие, да. Од кај да потекнува онака. Тие се сите, брат, као затоа ти велам, локалното никад не се гледа у Америка, брат. Ние само гледаме на генерална база, брат. Ама ти ако земеш да фат у секој тој джеб, брат, да влагаш у секој град. Ама не, ама тука е значењето на Френч Монтана. Пред се као Френч е за Нью Йорк, апсолутно. Као Нью Йорк, нема да кажам легенда, ама ќе кажам не кажа легенда. Легенда е. Ќе кажам, брат, човек што е буквално израснат на улиците на Нью Йорк и он си ги има, он респектот што ги има не се купува тој респект. Да, се купува фичер со Свейли, да. Или се купува фичер со Джей Балвин, брат. Се плаќа, се купува или го прават од заеднички интерес двајцата. Али респектот што добиваш од DJ Premier, апсолутно. И нас да те стават на песна, тоа не се купува со пари, брат. Факт. Затоа ти велам легенда. Легенда е у поглед на респектот што го има, на тоа кој брат, он е ембадимент на Нью Йорк, бе, брат. Он дошол на 13 години, има огромен камап, прави милиони, добива стрит кред, добива стрит респект, има луѓе кои што се у затвор, има луѓе кои што ги имаат убиено, се има занимава. Он е тоа све што е Нью Йорк, брат. Он има таа цела енергија, бе, брат. Збори на одреден начин, карактеристичен е. Гуфи е, брат, на моменти, као Нью Йорк, ама на крај се стрит сите, брат. Сите може да убијат човек, брат, таа мој лудница. И full embodiment на таа Нью Йорк култура, брат. Он е легенда у поглед на тоа, брат. Он е легенда у Нью Йорк, брат. Ама кој што велиш, сваќам на пример зошто би бил поише локализиран, зашо поише луѓе на пример да отидеш у Бронкс и кажат Френч е еден од најголемите, пошто он таму вирее, брат. Можеби у Лос Анџелес нема толкаво влијание, сигурно луѓе, да. Ама па тоа е малку проблемот што тој hometown love што го добива за секогаш, брат. Тоа важи за него посебно и за некои артисти дури као Тајга, што Ептен има од друга страна паралелно нова Ептен експериментираат, сакаат онака да го прошират својот звук и својот бренд глобално, да соработуваат со различни артисти од сите можни држави, со сите можни подстилови. И тука малце он губи, бидејќи публиката во Македонија или публиката во Европа до нив стига тоа, не стига ова друго. Тоа ти велам, да. И сега ти Френч Монтана за некој ремикс на, не знам на која песна, на Суала, брат, или не знам на која песна има ремикс, појма немам. А за некој друг е The Sanctuary. Апсолутно. Па тоа ти велам.
Тоа е разликата каде што ние доаѓаме од тој вториот дел што го набраа, не доаѓаме од само хитовите. Ние можеби И ја истина имаме- доаѓам од хип-хоп хитовите, од Ама Cockboy, нормално е тоа. Како се викаше бе брат? Брат, I'm worried about none. Тоа сега да спомнам сега кога зборев ми за Pop that. Не, тоа сега да спомнам кога зборев ми за Kenny Beats и I'm worried about none, ја ставив исто така во тој сет. Луѓе забораваат дека Френч Хит. Мотана е на вториот верс на Work Remix-от. Да. И као I'm worried about none беше една од првите песни кои ја ги пуштав со 62 BPM, што беа full trap, што немаше допрена точка со ништо претходно. Апсолутно. Се сеќавам на тие сетови. Као, Тоа е брат. па затоа ти велам брат, као сите го знаеме од тоа, ама ние сагавме да навлеземе поише у сето тоа, у тој стил, у тој подстил ја би го нарекол дури брат. Као тоа таа нивна естетика брат. Ја од таму ја преку Френч го знам и Хери Фрод брат, ја преку никој друг не го знам. Поставам и Хери јас Фрод. дека да. После почнав да слушам Хери Фрод ствари што има и на други места брат, ама као мене Френч ми беше интродукцијата брат на вакво. Така да не знам брат, као треба да се поштое за тоа што го имаат, можеби не е на глобално ниво, иако он има многу направено и на глобално ниво, ама тоа што велиш тоа локалното, тоа Њу Јорк, тоа што го има и респектот што го има таму, јам паралел со било каде на друго место у светот брат. Да, не е сега дека го Мора и тоа да гледаат се кон земе нас упред. што го гледаат брат, ама Апсолутно, не, далеку од тоа. ама Ама е таму. Таму е. У тоа друштво е, као можеби е понизок ешалон, ама таму е брат. Таму е дефинитивно. сигурно е поише респектиран од Поло да се моп. Дефинитивно, апсолутно. Имаше и неколку синглови брат. Не можам да се сетам брат како стигаше таа песна да се изнервирав сега брат. Не е битно брат. Тоа е тоа. Како како се и да викаше е. Sleeping on Gems, се викаше таа страната каже? Sleeping on Gems, да. Ама нема да го пише единствено у коментари ако го најдеш некаде. Инаку, тоа е. All in all мислам дека мислам дека докажавме као Френч, као се чувствуваме за него. Дефинитивно. Ако го сагате тоа, тој многу карактеристичен Хери Фрод звук, на моменти laid back, на моменти малце напето онака као со тематики, со стварите што ги збори, курч малце, ама добар, квалитетен. Мислам дека треба да го чуете Монтега. Делукс верзијата чујте, пошто за прв пат го кажувам ова, пошто тие две песни никако не сметаат на албум, не одземаат, туку додаваат на него. Може. Владимир ќе ставиш песни у плейлистата и ќе биде на Pandemonium Weekly Апсолутно. Selection плейлистата и чујте ја и пишете ни гави се свија. Така. Дефинитивно. Имаше и неколку синглови, само на брзина ќе ги спомнам, пошто одамна немаме зборено синглови. Го спомна YG и претходната недела беше и Тајга и буквално денови пред ден-два пред вакво снимаа спот за песната пред Тајга да настапува овде. Извадија песна брат. YG, Bia, 21 и Тајга. Многу чудна комбинација. Песната се вика One. Интересна, као YG продукција е таква е. Ама ми се свиѓаат. Би можели без Bia поише ја сваќам онака како, не знам, ко други луѓе да ги пишуваат текстовите со флоу со све брат, само он да у студио да рапува. Така се осеќаш? Така се осеќам. Може би ќе треба помине малце време да видиме дали е тоа така. Имав сега да ја чуем песната, ќе ти кажам од каде ми е и сега имав некоја референца. Претходната на пример на Лондон чув некои референции од Смайл и стварно звучи исто. Сега имав некоја у глава, ама сега не можам да се сетам, ама Тајга ми се свиѓа, 21 ми е одличен и YG е многу добар. YG некако ми ја носи целата песна онака овде, ми се свиѓа дека и референот е негов, све него. Топ е брат, како цвет црвено, спотот цвет, Класика, тоа е тоа. класика, клак. И тоа е многу добро, дека YG на пример е исто тоа што го збориш брат. YG као обстојува така како што обстојува само заради љубовта од Лос Анџелес што ја добива, од Калифорнија што ја добива брат. И тоа успева да се прошири онака низ цела Америка. Он не е глобална познат. Он имал хитови некогаш, ама него Америка само го одржа у тоа што е неговиот пазар у Америка. Да, точно. И тоа на западот. Да. И тоа е поише од доволен маркет за он да има такви пари да располага со такви ствари кои што располага брат. Точно. И тоа е многу лудо брат. Затоа ти велам многу не као Америка е толку голема, толку битна кој што можеш буквално само неколку града големи да те одржуваат у живот да имаш таква јака фан база. Дефинитивно. Не знам дали тебе би ти се нашло некаде низ Сарато, у некој Ќе се најде во Сарато сигурно, а дали ќе се пушта во ротација ќе видиме. Да. Dad the Genius, Kid Cudi, Denzel Curry, Тоа не преслушав. брат, и Jit, да не го заборавам. Talk About You, мислам дека се вика, Talk About Me, усвари, извини. Talk About Me.
интересна комбинација пред се, брат. Као го гледам Dad the Genius, го гледам Kid Cudi, гледам дека ваат песна. Дензел Curry, брат, многу чудна комбинација пред се на артисти, као Дензел Curry и Jit, окей, ама од кај се најде Kid Cudi, од кај се најде Dad the Genius, не ми е јасно. Интересно звучи, квалитетно звучи. Ама не е нешто, например, на кое што би се навраќал, онака не ми е бенгер. Има бенгери кои што сум се навраќал на такви колаборации, ама интересно ми е од аспект на колаборација, како си има десено, како има стигнато до овде, брат. Ама од поглед на, например, тоа дали би ја слушал премногу, онака не сум некој веќе не сум залетен тоа да слушам нови ствари од Kid Cudi, така да не ја мразам, не ми смета, ама не е нешто што би го слушал. Е нешто кое што го враќам веќе поише време, подолг период, мислам неделава од кога искочи. Новата ствар на Brent Faiyaz. Brent Faiyaz вади следна недела нов албум. И песнава се вика Price of Fame. И фактички е као two-part track, као има switch на средина. Вториот дел многу поише ми се свиѓа, ама Brent Faiyaz си го прави тоа своето. Многу карактеристичен звук, тој негов R&B звук со празна мелодија, онака каде што само неговите вокали ја прават целата мелодија. И доста relatable ствари, така да Brent Faiyaz, Price of Fame е мега онака. Последнава недела мислам дека тоа и уште неколку ствари ми се константно у ротација и мислам дека една од ретките песни која што е од новите и успеала да ми остане онака у ротација. Тоа многу добро. Едва и го чекам албумот. Албумот ќе има се и свашта онака као, мислам имаме веќе чуено некои синглови, знам дека има трака со Drake, има неколку ствари. Ќе чуеме, има многу ликс, не знам, сега се мислам дека се преименувани стварите, така да не знам дали тие ликови ќе се најдат на албумот, ама продукцијата и продуцентите на самиот албум, па дури и сите фичерс што ги има најавено, изгледа феноменално. Така да следна 6 јули мислам дека е, така да кога ќе се вратиме од The West после некој ден искачи албумот, така да можеби нема тука да го обработиме, ама можеби на пример во текот на летото ќе се погоди шанса да збориме за албумот, ама тоа е еден од албумите за кои што сум загреан, онака. Brent Faiyaz, дефинитивно, Price of Fame. Ајде, ќе видиме. Последен сингл, во кој може да се вмешам ја. Ајде. Пукај. Закарија Езеара Шат, Bliss. Ми се појави на хомпејдж на Spotify, брат. Не знам зашто ја пуштив. Тој не ти го пуштив, брат. Не знам зашто не ти го пуштив, брат. Као ја го слушнав уште кога искочи, ама не ти го пуштив. Брат, ми се појави на хомпејдж, го пуштив и се викам леле кога е добро ова. Предобро е. Многу добро. За овој период од годината, вака за лето, за сонце, за Да. Апсолутно. Си седам под клима, си го слушам, си уживам. Го има тој момент, брат. Мило ми е, брат. Закари не е ни нешто толку, као воопшто не е ни познат, брат. Као многу луѓе малце го знаат. Артиста од TV, као ако сега ако што е се и без Кендрик, брат, да земеш некој да прашаш рандом као кој е она старт, кој е лајнапот на TV артисти, као многу малце луѓе ќе го воопшто и ќе го спомнат, као никој не ги знае Luke Skywalker, оние што се никој не ги знае тие. Онака не се ни second tier, брат, third tier артисти се, брат. Сега на пример новиот са и ни дојчи, као поише пари фрлаат кон неа него ли кон што фрлаат кон овие, брат. Така да, ама мило ми е дека као имаш Езеара Шат, кој што е tier 1 артист веќе моментално, да прави соработка со пак ти ди конекција има, многу добро звучи многу убаво, звучи така многу летно позитивно. И многу ми се свигаше дека ми се пушти радио на Spotify од оваа песна и уште следните 3-4 песни сите беа фајер. Мега, така. Го сакам Spotify која е така, брат. Изгледа нема влезено толку во тој жанр, тој поджанр. Ама ми даде добри песни што не ги знаев и ми беше интересно да ги чуам. Ја најчесто тоа ми е проблем, брат. Ја као ако ме погодат првите 5-6 песни, изимам правам приватна плейлиста и само ги скролам, не ги слушам, само ето плейлист, за да не го изгубам радиото, као алгоритмот да не го изгубам. И после тоа ќе се навратам, не знам кога, ќе се навратам ден-два после тоа, ќе се навратам на него, ама сакам да чујам да видам. И најчесто као после тоа што не ми се свиѓа, тргам од плейлистата. Ама тоа е добар начин за посебно ако те однесе на убаво место. Океј, тоа ми се деси са бајле, брат, као завршува Монтега. Почна нешто сосема друго, брат, што не ни очекува дека ќе се деси. Мене ми почна некој ремикс на Unforgettable, брат, и лошо беше, брат. Да, тоа ти викам и го прекина одма, брат. Ти се деси лошо до тебе, да. Ама на пример имало моменти кога не знам ќе заврши Лери Джун, брат, и ќе почне нешто тако, брат, лабао скрос. И си викам, кај си бил ти цело време. И тоа го правам буквално одма плейлист да го отворам и почнувам да правам, брат, некоја селекција или у лайк songs ки ставам ако ми се свија толку. Ама дефинитивно тоа обожавам кога ќе ми го направи Spotify, кога ќе го погоди така.
Тоа е многу добро. Има добра музика, брат. Мислам дека ќе има добри ствари и летово што ќе се дешаваат. Ќе видиме што следува. Ние идеме на краток хијатус, на мала пауза. Ќе се вратиме за трета сезона. Чекај. Кај да има време. Ама до тогаш се гледаме сега следно на The Fest викендов. апсолутно. Сите кои таму се гледаме, се дружиме, доете. Пристапете ни, Пишете се ни, запознаеме, дефинитивно. пишете ни. У DM на Пандамониум, боле на нашите лични, боле ако ми имате бројот и на Viber или на телефон, дека Instagram мислам дека нема ни да гледам, барете го трајче ќе го најдете. Дојдете се дружиме и ќе се јавиме официјално следната недела со импресии од The Fest, со некои други теми што сакаме да испомнеме пред крај. Апсолутно. Да даеме наши импресии од сезоната и така малце лично да направиме една ретроспектива на изминативе 6-7-8 месеци. Дефинитивно. Идеме, тоа е тоа. Се надеваме дека ќе биде епизодата што побрзо на YouTube и на Spotify. Пишете ни фидбек у подкаст фидбек каналот на нашиот Discord сервер. Пишете ни коментар на YouTube, пишете ни на Instagram. Се гледаме викендов и се слушаме пак наредна среда, најверојатно или четврток ќе видиме. Поздрав. Чао, дечки.